Скриена во сенка останува жената која претрпела насилство и тортура од мажот. Починетоста доаѓа до израз кога модринките ќе ги нашминка со путрат за да ги сокрие од погледите. Не се пријавува доволно насилството, се коментарите од невладините организации. Се уште има случаи што се случуваат и што стануваат за затворени врати. Навистина на жртвите им треба многу најпрво охрабрување за да може да се осудат да започнат постапки и да ги завршат и да се ослободат од семеното насилство. Заслужува ли жената да биде малтретирана ако се има во предвид нејзината биолошка функција, човек кој се грижи за семејството, децата и носи плата дома? Не, у никој случај жена не се малтретира. Мајка, работник, домакинка и се друго. Не бе, какво насилство бе? На жените не треба кютек. Што треба? Да чуваме, што друго? Не. Не треба. Па не би требало се. И жената треба да слуша и маж. Не треба, ама треба малку жената да претрпува. Ако треба да има власт, треба да биде се права равноправна. Ама важно треба и она да претрпува. А она вие дадете и право на жените работат што сакат. Заштитата на жената е горлив проблем. Ресоциализацијата оди потешко, та дури и до откажување на жртвата да успее да застане на своји нозе и да чекори по свој пат. Затајуваат институциите, немокни да ги отргнат жртвите од канџите на насилниците. Згрижувачките центри се проблем, а ако повторно се вратат дома, ги чека истото. Психолошка, психосоцијална поддршка, тоа е и нашата улога да се појавиме онаму каде што институциите малку затајуваат. Жртвите и понатаму пријавуваат во невладните организации. Ние се трудиме да ги охрабриме да издржат во тој циклус низ судските лавиринти, да завршат постапката за заштита од семено насилство. Дел од нив се упатени од центрите за социјална работа. Денес се одбележува меѓународниот ден за борба против насилството врз жените. 15 политички партии потпишаа заедничка декларација за спречување и заштита од различни форми на насилство врз жените и семејното насилство. Со ова се означи почетокот на глобалната кампања 16 дена активизам против насилство.